Кандидатите веќе одамна се во нетрпение, но доколку сакате да знаете што одлучиле судиите, останете. Роман седеше сам во еден агол како под казна. Тоа не и пречеше на Сања да дремне малку. Не сум баш задоволен. На микрофон овај пат пеев со послаба сила. Значи, како се повеќе се доближуваме нели до големата, се повеќе трема. Имам некое чувство дека би можела да продолжам понатаму и се надевам, па сега зависи од комисијата и од конкуренцијата. Значи не сакам да звучам нескромно, меѓутоа како и сите други, јас очекувам да влезам во 20 финалисти. Па моите очекувања се позитивни во секој случај. Судиите се уште одлучуваат, а веќе одамна требаше да дадат својата одлука. Ама мислам дека ова дете не смееме да го испуштиме. Јас исто мислам. Ќе видим. Не, ова дете не смееме да го испуштиме. Исто ја мислам. Немаат, знаеш што, се плашат дека нема доволно да ни импресионира. Не знаат. Верувам дека секој од кандидатите кои што чекаат го вложиле својот сон во ова. А колку е влогот поголем, толку е неизвестноста понеиздржлива. Така е, време е за одлуки. Во првата група ќе ги видиме Бобан, Раде, Ана, Сања, Дина, Симона, Коста, Милја, Јован, Валерија, Димитар, Роман и Марија. Низвуците на овој валцер ги повикуваме повторно на сцената. На сите лица може да се прочита нетрпение за одлуката која треба да следи. Уште само малку и неизвестноста ќе биде прекината. Уште многу малку ќе дознаеме дали некој ќе посака да заигра валцер по одлуката. Не успеавме да бидеме доволно добри за финалето во... И ова е нашиот аплауз за вас. Нема да се игра валцер во оваа група. Македонскиот идол ја губи првата десетка. Седнете во првиот ред да ја догледаме заедно представата наречена Идол. Сега следуваат Денис, Виктор, Иван, Владко, Ивица, Наталија, Анита, Јана, Лаура и Бети. Среќа, дечки. Прво на поздравка Ивана, па на сцена. Повторно се 10 на сцената, но сега нема да пеат, сега се тука да слушаат. Малку само да ги поднаместиме. Ете така, сега се таман. Која е одлуката за оваа десетка? Денешниот ден донесе многу разочарување. Ова не звучи добро. И оние од кои што најмногу се надевавме, отклекна. Да не мисли на мене? Кој задоцни денеска? Дека крене рака. Неоправдани на сите. Така сега ќе ветите пред сите. Срамо. Дека ако уште еднаш задоцните, ќе поднесете сериозни последици за тоа. Ние имаме многу тешка задача. Ние денеска и тамо да сум, нема да се смеам, додека не чујам дека вие 10 луѓе сте следните кои што одат понатаму во... Не го очекував тоа, нели момци и девојки? Сега можете слободно да се смеете, да се радувате и да си честитате. Ја имаме првата десетка во финалето. Ајде сега во публика. Шоуто мора да продолжи. Следни кои ќе одат по резултати се Јасмина, Даниел, Горан, Јована, Ален, Ариета, Кристина, Евгенија, Јасна, Јане, Жарко, Петар и Сара. Немој некој да ја промаши Ивана. Таа им посакува среќа на сите. А среќата е она што ви е најпотребно сега, нели? И оваа десетка се реди на сцената. Да ја чуе одлуката на судиите. Вперени погледи, нервоза, исчекување. Сето тоа помешано со нивниот адреналин во моментов е еднакво на експлозија. Дали одлуката ќе ги разнесе од среќа или од тага? Вие знаете добро дека ова шоу има пропозиции кои што мора да се почитуваат и секој ден да си ги признае и грешките, недостатоците, но да биде свесен за она што Господ му го дала, тоа се вика талент. Оваа година нашето патешествие на музички македонски идол завршува тука. Не е лесно да се слушне ова. Ги оставивме кандидатите уште малку на сцената да се соземат од оваа одлука. Последни по резултатите ќе дојдат Иво, Нико, Мики,
Дејан, Кристијан, Емилија, Александра, Јулијана, Катерина и Билјана. Тие веќе чекаат да излезат на сцена, нестрпливи се да ги дознаат резултатите. Моменти ги делат од голема среќа или големо разочарување. Што ќе биде? И Калиопи нестрпливо ја чекаше последната група. И нив ке ги намести симетрично. Додека се редат, кандидатите погледнуваат кон неа, со надеж дека ќе ја прочитаат одлуката од нејзиниот лик. Тони нема веќе сила да ја издржи оваа тензија, а Калиопи немаше милост. Ова е македонски поп идол. Ова не е место каде што се пеат народњаци, опери, шансони. Да не се препозна некој? И не знам ли сте што. Заборавивте многу од вас дека ова е македонски поп идол. Значи, мене ми е во моментов многу тешко и јас не можам да изговорам она што сега ќе го чуете, затоа Игор те молам ти тоа да го кажеш, бидејќи стварно не можам више. Не, стварно. Вака, дечки. Значи, овде долу се вашите колеги. Од нив некои одат во финалето, некои си одат дома, но од сите нив сме задоволни. Презадоволни. Вашата група, чест на неколку исклучоци, е убедливо најслабата група. И затоа одлучивме вака. Од оваа група во финалето одат само девојките. Така е, Билјана. Израдувај се на свој начин. Сепак, момците беа срекни за девојките и ги поздравија со аплауз. Но дали им беше сеедно? Спуштете се во четвртиот ред. Видја, не си верувам. Знаете зашто не станав доктор во животот? Зашто кажува и добри и лоши вести, а испаднав доктор во ова шоу. Многу сте добри, што и вие одите понатаму. Момци, можевте да го предвидите ова? Нико, баш се мајтапчи, а? Вие ќе бидете семејство во наредните неколку месеци. Што сте вие, кажете ми сега? Драги мој! И ова се 20 финалисти. Честа прва да ги поздрави овие срекни и веќе славни млади луѓе ја има Ивана. Ивана, ти не си македонски. Ивана не, но идолот е таму некаде на сцената. И еден огромен аплауз за оние кои не гледа, а беа прекрасни. Ги поздравивме со аплауз и оние кои стигнаа до овде, но за жал не влегоа во 20 финалисти. Но овој нивни успех не е за подценување. Се намали бројката и меѓу овие кандидати е првиот македонски идол. Само вие треба да ни помогнете да го избереме со тоа што вие ќе гласате. И одберете си еден фаворит и поддржете го од почетокот до крајот. Дечки, што е ова? Македонски идол! Сине, да продолжиш да го правиш тоа. И ти исто. И битбокс, и музика, и ти требаше влезеш, нема ли еден штук ти го утепат, да знаеш. Така, тема, нијанси беа. Многу близко. Мислам, стварно мораше за нијанси да се. Па некој мора да испа, некој мора да влезе, но сепак и голем успех е ова што стигнал до тука и не се разочарувам напред. Тоа е. Јака конкуренција во сега случај. Голема конкуренција. Значи, презадоволна се. Не ми е криво што испаднав заради тоа што знам дека потврлив. Се надам дека од година ќе биде подобро. Да, не се приластирам, има на себе. Sad se ovi mi pukli. Ajde, čelo. Нищо рече, Знам дека јас сгрешив последниот пат. Негова се представа.
Дружењето. И затоа и се овие солзи. Па ништо не влегов. Па наставна подобра конкуренција. Малку ми е чудно што отпаднав, пошто сметам, мислам, кога ми каже дека сум била прекрасна Игор исто. Така да, меѓутоа, така требало да биде. Благодарим на цела екипа на еден што ни овозможи на некој начин да се испаднеме пред камери и на едно да доживееме на овакво искуство. Уште неколку фотографии од срекните моменти на сцената по прогласувањето на финалистите. Ја чувствувате ли љубовта во воздухот? И ние сме во секој случај победници. Значи покажавме се на концертите да прима 40 души, ние сите ги бевме. После, ајде, чао. Што ме снимате сега? Не, ја едноставно мислам дека сите сакаат дома да си да се доста ме зажите на тешко. И жирито имаше навистина одвратно тешка задача. Дури и оваа последната од 46 да се одберат 20 најдобри, беше за нас нешто многу травматично, како искуство. И еве го моментот за кој сонувавте уште откако се пријавивте на Идол. Треба ли појаснување за тоа кои се овие стрекници на сцената? Нормално, тоа е нашата долго очекувана, помината ни строга селекција, од сите посакувана да се биде дел од неа. Тоа е нашата 20-ка. Ова се 20-те финалисти. На оваа сцена, меѓу сите овие честитки, насмевки и солзи од среќа, еден е најсреќен. Ни ние, ни тој или таа се уште не го знае тоа. Но тука, многу блиску, е нашиот прв идол. Веќе ги знаете нашите финалисти. После толку време, конечно имаме 20-ката. Судиите избраа 10 момци и 10 девојки. Да нема лутање. Рамнотежа. Во следната емисија ќе ги видиме момците на малите концерти. Кои што сами ќе се одберат песна, ама во соработка со Тино. Знаеш што избрале? Знам, ама не кажувам. Се гледаме во понеделник 7 март во живо. Чао. Чао. А мене не ми кажуваш? Па ќе ти кажам нормално, ама не можам да Во следната емисија ги гледаме момците на малиот концерт. Тоа не ви го покажуваме. Еве дел од нивните прилози. Опасно, Виктор. Одржување на кондицијата пред настап е добра тактика. My darling. Вечерва ќе се обидам да ја изведам Fairy Tale Gone Bad од Sunrise Avenue и мислам дека оваа песна ми е правилен избор. Солидно ќе се представам со неја, ќе покажам што умеам и што знам. Еве, Владче, царе, базена таа мајка што те родила. Тежок живот. Стани, јади, искуширај се, уживај по цел ден. Они мислат лесно е да бидеш македонски идол. Се надевам дека ќе сработуваме наскоро. Не се братот е натаму. Која улога ја игра Христијан? Секогаш ќе вака казва оваа куќа, па имало и полоши денови. А Ивица ќе пее во придружба на најмилите. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Wow!